Директивата ги обврзува земите членки да ги обезбедат тие минимални енергетски потреби за оптимална цена. Исто така треба да ги превземат сите неопходни мерки за да се осигура дека минималните барања за енергетски карактеристики се поставени на градежните елементи кои се дел од обвивката на зградата и кои имаат значително влијание на енергетските карактеристики на обвивката на зградата. И кога тие треба да се земат или да се заменат или да се доградат, да се постигне оптимално ниво на цената на чинење. Нивото на енергетски карактеристики кој доведува до најниски трошоци за време на проценетиот економски животен циклус на објектите како оптимално ниво е дефинирано од две страни: финансиска, како инвестиција сама за себе на почетно ниво, и микроекономска, како трошок и добивка на енергетската ефикасност за општеството во целина. Една од главните цели на директивата за периодот од 2010 до 2015 година беше да овозможи размена на искуства помеѓу земите членки и Европската комисија и како да се овозможи пресметка на оптималното ниво на трошоци за побарувачка со енергија. Додатно, земите членки добија можност да ги дискутираат извештаите и да сугерираат подобрување во предложените упатства. Развиени се и бројни стандарди кои не се директно воведени во сите национални процедури за енергетските карактеристики на земјите. Овие стандарди се на ревизија во периодот од 2013 до 2016 и новата верзија од овие стандарди треба да излезе годинава. Запознавањето со концептот за скоро нула енергетско градење ќе зголеми процедурата за пресметки и ќе одреди кои обновливи извори на енергија треба да бидат вклучени во иднина на национално ниво според барања за скоро нула енергетско градење. Методологијата за тие пресметки на енергетските карактеристики заедно со обновливите извори на енергија укажува дека контролата на карактеристиките на новите згради станува многу важна. Тоа значи проверка на квалитетот на целиот процес на градење од проектирање, низ конструкција до финалните фази на градбата, кон што во иднина треба да се посвети особено внимание. Иновативните и невообичаени системи и материјали за изготвување, на пример, на конструкции за скоро нула енергетско градење, не можат секогаш да се добијат директно со пресметковните алатки предвидени од националните енергетски повелби. Ако се разгледуваат начините на кои тоа го решаваат земјите членки, постојат три фундаментални типови на спроведување со очекувања и иновации за пресметка. Првото е карактеристиките на иновативните компоненти или на системот во целост може да се оценува со одделни алатки, неофицијални или валидни. Друго, не се обврзувачка ниту една алатка за пресметување, а можат да се најдат голем број на палети од различни алати, рангирани од обични, квази постојани месечни методи до напредни динамички симулации, меѓу кои и акредитирани алатки кои можат да вршат пресметка или симулации со напредна иновативна технологија или материјал. И трето, напредните или иновативни технологии можат да се користат откако пресметковните рутини се вградени во официјалните алатки за пресметки. Најдобро решение е комбинирано на различните пристапи. Избраните методи и различните начини на комбинирање на методите зависат од законските рамки кои ги има секоја земја членка. Употребата на комбинирани постапки за добивање на оптимално решение во било кој контекст ја зголемува флексибилноста. Например, комбинацијата може да се направи со алтернативна алатка за пресметка, тогаш кога е потребна пресметка да се врши за некој иновативен систем. Употребата на алтернативни алатки може да биде дозволена само по потреба и со соодветна проверка на моделите и алатките кои се користат. Земите членки имаат различен пристап кога станува збор за воведување на обновливите извори на енергија во енергетските пресметки и законодавството. Производството на електрична енергија од фотоволтаици е генерално прифатено во повеќето земји членки, но има разлика во тоа како се пресметува електричната енергија во националните процедури за пресметување.
Неколку земји само дозволуваат годишно балансирање на производството на електрична енергија, кај другите балансирањето е на месечно ниво. На сличен начин се третира и производството на грејење и ладење со обновливи извори на енергија. Еден од начините да се зголеми употреба на обновливите извори на енергија е да се даде можност на собствениците на објектите да вградат или постават систем за производство со обновливи извори. Од искуството на земјите членки, најсоодветни системи кои користат обновлива енергија за добивање на електрична енергија се фотоволтаиците и турбините на ветар, додека за грејење се соларните панели и топлинските пумпи. За соларно ладење само една земја членка има субвенции, додека кај другите земји тие системи се дел од други методи. Откако имплементацијата на скоро нула енергетско градење ќе стане норматив од 2018 до 2020 година, обновливите извори на енергија ќе бидат неопходен услов за земјите членки. Не е секогаш можно директно да се вклучат нови, иновативни и непознати системи за материјали во пресметка за енергетските карактеристики, например за воспоставување на скоро нула енергетско градење. Постои голема разлика меѓу тоа како земјите членки ги вклучуваат обновливите извори на енергија во своите национални регулативи и барања. Во некои случаи, обновливите извори на енергија се најдобри како алатка за референтна вредност која ги одредува стандардите на објектите без влијание на корисниците. Проценките на реална заштита на енергија бараат дополнителни пресметки, земајќи ги во предвид однесувањето на корисниците. Директивата за енергетски карактеристики на објектите бара од земјите членки да известуваат за споредбата помеѓу нивните законски барања за минимални енергетски карактеристики и пресметките на трошоците за оптимално ниво на енергетски карактеристики, користејќи при тоа компаративна методологија. И тоа, воспоставување на најмалку 9 референтни објекти, една за новите објекти и по 2 за постоечките објекти, кои се планираат за голема реновација, за едносемејни куќи, повеќе семејни стамбени објекти и административни згради. За административните згради додатно мора да се воспостават референтни објекти за други видови нестамбени згради за кои постојат барања за енергија, како што се едукативните згради, болници, хотели и ресторани, спортски објекти, трговски објекти и други типови на објекти кои се потрошувачи на електрична енергија. Неколку видови можат да бидат представени со иста референтна зграда како тип, например хотелите и затворите, или канцелариите и универзитетите, доколку е соодветно. Дефинирање на пакети на мерки за енергетска ефикасност треба да се применат за сите овие референтни објекти. Проценка за промените на примарната и финалната енергија на референтните објекти и влијанието на мерките за подобрување на промените. Пресметка на животниот циклус на трошоците на објектот откако се вградени мерките за енергетска ефикасност со примена на принципите утврдени во рамките на компаративната методологија. Упатствата даваат разумни препораки за тоа како се спроведуваат пресметките на трошоците на оптимално ниво, за да се обезбеди преглед на влезните параметри и резултати. Како и да е, некои од земјите членки одлучија да не ги користат табелите кои ги сугерира упатството, туку да прифатат податоци од своите формати за пресметка со цел резултатите да ги насочат за своите потреби. Користењето на само една референтна зграда како зграда тип не покрива големи разлики во реалната состојба со градежништвото. Според искуството од тестирањата, 3 до 4 референтни згради за секој тип на објекти се неопходни со цел да се добие репрезентативна слика за реалната состојба на различни видови на објекти. Кога се анализира постоечкиот фонд на згради, може да се идентификуваат голем број на различни типови на објекти во однос на конструкција и во однос на употреба. Земјите членки се соочуваат со барањата за енергетски карактеристики на новите постоечки згради на различни начини. Посебно кога станува збор за постоечките згради и нивното реновирање.
Некои земји вклучуваат сет од барања само за индивидуалните компоненти од зградата кои се реновираат или се менуваат. Не само во смисла на енергетски карактеристики, туку и за другите својства на обвивката на зградата. Например, постојат разлики во мерките со кои се мерат енергетските карактеристики. Некаде се тоа киловат часови на метар квадратен на годишно ниво, некаде се килограм од јаглероден диоксид на метар квадратен. Постојат разлики и во својствата на обвивките на зградата, па инфилтрацијата се решава на различни начини, но затоа се ставаат гранични увредности. Исто така постојат многу различни начини за проверка на усогласеноста. Например, Шведска утврди услов со кој се предвидува измената потрошувачка на енергија од 2 години по превземање на објектот во употреба. Проектантите треба да постават маргини во чии граници се движат варијациите кои ги предизвикуваат однесувањата на корисниците и различните климатски услови. Проверка на усогласеност и поставеност на барањата за нови и постоечки згради е една од областите кои се фокусираат во текот на 2010 до 2015 година. Покрај тоа, исто така се дискутира за поставување на барања за техничка изградба на системите. Директивата за енергетско градење го користи терминот техничка изведба на системите како минимален стандард за енергетски карактеристики, изолација, димензионирање, прилагодување и контрола. Овие стандарди се обврзувачки за постоечките згради, а се однесуваат и за карактеристиките на системот повеќе отколку на карактеристиките на производите или на целата изведба на зградата. Директивата не поставува барања од земјите членки за техничка изведба на системите за новите објекти, иако повеќето земји имаат како за старите објекти, така и за новите. Во повеќето случаи не се бара пресметка за енергетските карактеристики на целата зграда, туку само на минималните барања од техничката изведба на системите. Кога техничката изведба на системите е вградена во новите згради, регулациите може да бараат проектантите пресметките да ги вршат така што може да се оцени дали системот има енергетски карактеристики. Значи, во контекст на системските замени во постоечките згради, тоа може да биде премногу тешко и да одземе многу време за извршување на строго проектираниот систем и ефикасноста на проценката. Барањата на техничката изведба на системите се на тој начин често ограничени на барање за изведба на секоја поединечна компонента. Комбинацијата на целосно градење заедно со барањата за посебни компоненти се чини како оптимално решение за да се обезбеди спроведување на повеќе ефикасни методи за заштеда на енергија во постоечките згради. Не само кога се превземаат големи реновирања, но и кога се врши реновирање на мали делови од зградата. Многу од земјите членки одбраа да воведат техничка изведба на системите и за новите згради, исто како и обврската која имаат при реновирање на постоечките згради. Со прогресивно зголемување на барањата за енергетски карактеристики, вклучени во националната регулатива, на прашањето за проверка на усогласеност на новите згради со барањата станува се повеќе и повеќе важно. Ефикасна шема на усогласеност станува клучен елемент на регулативата, особено во контекст на тенденциите за скоро нула енергетско градење. Со усвојувањето на Директивата за енергетски карактеристики на градбата во 2010 година, градежната индустрија и земјите членки се соочија со нови предизвици. Една од најзначајните е прогресот кон новото скоро нула енергетско градење, кој стапува на сила од 2021 година за новите градби, односно 2019 за јавните згради, а паралелно ќе се воведува при трансформација на постоечките објекти. Уште од 2010 година се дискутира на оваа тема и тоа допринесе меѓу земјите членки поефикасно да се имплементира Директивата за енергетски карактеристики на зградите. Доста од работите кои директивата ги препорачува влегуваат во законодавството на земјите членки, па тенденцијата е да се внеси и скоро нула енергетското градење во националните програми и планови. Во овој извештај се дискусиите кои во таа насока се водени од март 2011 до март 2015 година.
Посебно важно е да се внесат обновливите извори на енергија во тенденцијата за национално имплементирање на скоро нула енергетското градење. Ова е дел од барањата на директивата, затоа што скоро нула или многу ниска потрошувачка на енергија покрива значаен дел од енергијата добиена од обновливи извори. Регулациите и кодовите за градење бараат минимално ниво на енергија од обновливи извори за ново проектираните згради и за реновирање на старите згради. Главна цел на сите земји членки во овој период е да се осигура национална примена на дефиницијата скоро нула енергетска зграда и дали е тоа изводливо технички и финансиски. Анализите со постоечките згради, нови или реновирани, кои се блиску до карактеристиките до она што се очекува од скоро нула енергетска зграда. Тоа е многу блиско до она што директивата го дефинира како енергетски карактеристики кои се потребни со оптимално ниво на трошоци, кои до 2018 година треба да произведат скоро нула енергетско градење за објектите од јавен карактер, а до крајот на 2020 година за сите останати објекти. Ова поттикнува размена на мислење, искуства и идеи помеѓу техничките и економските експерти од земјите членки со дискусии кои се фокусираат на националните планови за зголемување на бројот на скоро нула енергетски згради. Околу 40% од земјите членки се уште немаат детално дефиниран поим за скоро нула енергетско градење. Некои јасно го наведуваат тоа во своите национални планови. Околу 60% пак имаат детални дефиниции во своите легални и законодавни документи, неколку се уште во фаза на нацрт план со идеја за имплементација подоцна. Релевантен легален документ е или се регулативите за градба со енергетски декрети и официјалните упатства или националниот план за скоро нула енергетско градење. Енергетските карактеристики и избарања специфични за скоро нула енергетските згради зависат од историското минато на земјите. Барања донесени од почетокот на законската регулатива за енергија се задржуваат и се зајакнуваат, но ретко е да се одржани целосно. Така постојат земји кои користат многу различни барања за новите згради генерално и ограничени барања за скоро нула енергетско градење. Такви се на пример Данска и Германија. Земји кои користат многу различни барања за новите згради генерално и само неколку специфични барања за скоро нула енергетското градење. Такви се Белгија, Кипар, Естонија, Велика Британија, поточно Англија и Велс и Чешка. Земји кои користат само неколку специфични барања за новите згради генерално и доста нови специфични барања за скоро нула енергетското градење. Таква е Латвија. Во примерок од 50 земји, 80% имаат како барање примерна енергија, 53% вклучуваат барање за употреба на обновливи извори на енергија и 33% бараат за финалната енергија како специфично барање за скоро нула енергетско градење. Додатно, многу земји ги ограничуваат трансмисионите загуби од скоро нула енергетско градење, 40%, и бараат одредени ефикасност во одредени сервиси на градењето. Загубите од вентилирањето се земаат како 20% во некои земји. Само една земја ги вклучува ограничувањето на потрошената финална енергија и потрошената топлинска енергија со скоро нула енергетско градење. Две земји пак го имаат специфицирано барањето за јаглероден диоксид емисиите, 2 пати го имаат како барање на трешниот комфор во спецификациите за скоро нула енергетско градење. Главен предизвик е точката на постепено приближување меѓу дефиницијата на скоро нула енергетска изградба и оптималната цена на трошоци за енергија. Неколку главни параметри не може да биде лесно да се предвидат во текот на следните 5 години. Овие параметри се еднината на ефикасноста на новите технологии и постоечките технологии кои понатаму ќе се подобруваат. Тоа опфаќа развој на трошоците за технологии и еднината на користење на примерната енергија, и тоа главно електричната енергија, како и за централно грејење и ладење, промени во развојот на инфраструктурата, трошоци за трансфер на енергија, трошоци за планирање, но и климатските промени и новиот начин на живот. Нивото на скоро нула енергетско градење
ќе се одреди врз основа на ажурираната оптимална цена на трошоците според пресметки кои ќе се направат до март 2018 година најдоцна. Сепак, потребно е да се напомене за опсегот на затегнување. Например, тој би бил за 30 до 50% подобрување на енергетските карактеристики во споредба со сегашните барања и ќе се однесува на градежната индустрија која треба да стимулира технолошки иновации, развој и планирање на случувањата. Земјите членки реализираат бројни пилот проекти за скоро нула енергетски згради, кои заедно со промоциите и програмите за субвенции се поддршка за почеток на новиот пазар. И покрај финансиската криза во Европа, овие видови на проекти и програми треба да продолжат и да се прошируваат во сите европски земји и за повеќе видови на објекти. Искуството на некои земји членки покажува дека и државните инвестиции се во програмите за финансиска стимулација и е добра ситуација бидејќи се создаваат нови работни места и даночни приходи. Земјите членки мораат да ги подобрат своите планови за постепено трансформирање на постоечките згради во скоро нула енергетски згради и нивните долгорочни стратегии за мобилизирање на инвестиции во реновирање на објектите и развивање на темпо за спроведување на истото. Првичните искуства покажуваат дека тоа може да биде тешко да се постигне исто ниво на скоро нула енергетска изградба со минимум барања за енергија кај новите и кај реновираните згради со еквивалентни рокови, бидејќи економските барања се различни. Барањата во врска со употреба на примерна енергија и обновливите извори на енергија исто така треба да се земат в предвид во пресметката на трошоците, а на животниот циклус треба да се земе и процената за воиднина. Затоа, според директивата, имплементацијата на скоро нула енергетско градење за реновираните објекти не е одредено со целни датуми, како што е случај за изградбата на нови објекти. Главен фокус е поставен на тоа сопствениците и инвеститорите да се мотивираат да извршат реновирање во согласност со нула енергетското градење, за што се потребни успешни примери кои биле субвенционирани во вид на пилот проекти.